4 години како на сила е законот за домување, кој меѓу другото ги обврзува станарите во стамбените колективни згради да изберат дали со стамбената зграда ќе управува заедница на сопственици со управител или пак управувањето ќе го доверат на лиценцирани фирми за оваа дејност. Во Штип има над 400 колективни стамбени објекти, а обврската за избор на управители или ангажирање на лиценцирана компанија ја имаат исполнето околу половина од стамбените згради. Станарите се уште не ги сваќаат докрај нивните права и обврски кои ги имаат околу заедничките простории во колективните стамбени објекти. Имаат нејасноти околу тоа кои се тие заеднички делови, како на пример оние што живеат на најгорните катови, кога ќе треба да се санира пример кровот, тие од првиот спрат мислат дека тоа не е нивна должност, односно да се соберат пари за санација на било што, истото како што се случува и во оние станари кои што живеат на првиот кат, доколку пукне некоја цевка или се запуши канализацијата, не се согласни да се санира тоа од тие заеднички средства што ги собираат станарите од стамбениот влез. Според општинскиот инспектор за домување во Штип, станарите во стамбените згради се запознати со обврската за избор на управител или лиценцирана агенција, која ќе го врши одржувањето на заедничките површини во зградите, но законската обврска не се исполнува во целост. Луѓето се запознати со тоа, они си бират меѓу нив, имат си претседател на куќен совет, они ќе си решат кои условите какви се, колку е плаќањето, дали се задоволни. Имат право да го сменат, агенцијата да ја сменат, ако не се задоволни од одржувањето. Во колективните стамбени згради каде не постои согласност на станарите и се уште нема ниту председател, ниту управител или лиценцирана агенција, судот по службена должност може да назначи управител. Доволно е само еден станар да поднесе барање до надлежниот суд. Сите останати одлуки, како избор на управител или избор или промена на агенција за домување, се вршат со просто мнозинство на представници од сите станови во еден влез во зградите.